О! Другарчиња, ќе имаме уште еден возбудлив ден во Дримленд. Елко, поразни уште 2-3 педи, за да може дедо Мраз. Што слушам јас? Некоја караница долу? Може би е проблем на кој Бубо од Бубо има решение. Другарчиња, слетуваме онаму. Ви велам, јас сум најдобриот лизгач на Мраз во Дримленд. Еднаш знаете како лизгав? Фиу, да ме видевте ке си речевте. Значи, оваа Лила е најдобра, без конкуренција. Баш штета што не сме те видели, Лила. Ама ти веруваме. Благодарам. Лила, шампион на зимските спортови во Дримленд. Но, Лила, ти пред малку направи вистински карамбол на лизгалиштето. Мајмунчето летна на една страна, слончето на друга, жирафата не знаеше каде е главата. Ама види, Тортичка, тоа се случи бидејќи јас на лизгалки сум просто незапирлива. Бубот Бубо. Здраво, Бубо! Здраво, другарчиња! Звучи како да дебатирате околу некое големо прашање. Бубо, Лила цело утро ни раскажуваше дека е најдобриот лизгач на Мраз во Дримленд. И ние и предложивме да дојдеме на лизгалиштето и да ја видиме на дело. И тоа што го видовме повеќе личеше на куглање. Ама ви велам, кога јас лизгам, подобро да ми се тргнете од патот. Тогаш јас сум во мојот елемент. Во ред. Постои само еден начин да се реши оваа работа. Што велите да организираме надпревар во лизгање на Мраз? Може! Дали сите надпреварувачи се на стартната позиција? Трката може да започне. Свекичката Оги е во блага предност. Зад него сериозно наближува енергичната Лила. Тортичка ги остава да се заморат. Лила ја презема иницијативата. Пречка на патот. Една мала патка. Здраво, пајче! Што правиш? Тортичка во дискусија со пајчето. Оги и Лила во тесна трка за предност. Но, што е тоа на патот? Уште една мала патка. Вешт потек од свекичката Оги и од Лила. Трето мало пајче. Одлично маневрирање на теренот. Па добро, каде сте тргнале? Тортичка прашува за насоки. Напред на патеката. Уште едно. Четврто пајче. Неверојатно. Свекичката Оги со вешт цик-цак потек околу пајчето успева да ја задржи предноста над Лила. Лила со храбар скок веднаш зад него. Што гледам на патеката?
Дали имаме и 5 мала патка? Да, тоа се 5 мали патки. 5 мали патки на патеката. Мама патка да се јави на лизгалиштето. Мама патка да се јави на лизгалиштето. Ги најдовме 5 мали патки. Лила во напад, го претекна Оги. Пајче, па каде сте тргнале ти и твоите братчиња и сестрички? Пресврт при самиот финиш на трката. Оги застана да разговара со пајчето. Дали Лила ќе биде победник? Ајде, мали патки, одиме наваму. Поназад на патеката, Тортичка ги прибира патките. Но, што се случува на финиш линијата? Каква драма! Мама патка е на патеката. Последна пречка за победа на Лила. Мајсторски цик-цак од Лила. Здраво, мама патка! Каков пресврт! Лила се врати кај патката. Дали Оги ќе искористи шансата за победа во последен момент? Оги, мама патка ги загубила нејзините мали патчиња. Да ја помогнеме. Не грижи се, мама патка. Тортичка доаѓа наваму заедно со твоите 5 мали патки. Каква убава гледка на патеката за лизгање. Мама патка ги најде своите малечки со помош на свекичката Оги, Лила и Тортичка. Големо спортско браво за нашите надпреварувачи, кои несебично и помогнаа на мама патка и нејзините мали пајчиња. Вистински победници. Ама навистина, кога рековте лизгање, јас мислев дека зборувате за уметничко лизгање. Ех, јас сум вистински шампион во уметничко лизгање. Нема никој подобар од мене во сиот Дримленд. Еј, да ме видите, кога ќе земам да се вртам, да скокам, па пируети. Еј, другарче, притисни тука за да гледаш уште едно видео. А ако сакаш да ги следиш сите наши авантури, притисни тука. И не заборавај, пи ги најквалитетните вива сокчиња со витамини и минерали, кои не прават силни и здрави.